Масовната вакцинација во Штип започна денеска и тоа со вакцинирање на највозрасната група граѓани, меѓу кои и многумина над 90 години, а највозрасната пријавена има 102 години. Како што информираат од Министерството за здравство, вкупно 200.000 кинески вакцини кои пристигнаа минатата недела се дистрибуирани во салата Борис Трајковски во Скопје, а и во другите регионални центри. Тие најавуваат дневно да се вакцинираат од меѓу 10 и 15.000 граѓани, со што во земјава до почетокот на летото веќе ќе има висок процент на вакцинирани граѓани од сите возрастни групи. Струмичани се револтирани бидејќи нема ниту еден вакцинален пункт во регионот, а најблиску каде што можат да ја примат вакцината против COVID-19 е на вакциналниот пункт во Штип и Кавадарци. Дали би се вакцинирале во вакциналниот пункт во Штип? Зашто во Штип? Тука Струмица малечок ли град е? Колку општина, села, колку сме? Големи села и сега ние ќе одиме у Штип. Тука нека ни донесат. Не одам у Штип, шо ќе терам? Ние сме стари, јас имам слепо лице. И сега од тука ќе носам, за Штип ќе носам. Најбогата општина сме тука, срамота. Дали би се вакцинирале во вакциналниот пункт во Штип? Не. Зашто? Па не сум сигурна во вакцините. Не. Зашто? Не ќе. Едноставно и така. Ако почнем, може. Ама ако кинески, ако и тие другите руските, малку е пострашно работи. Ама кинеските сите се викат добре, ама се да кажеме моментално кога ќе се почне по они знаат. Али во Струмица зашто нема? Тоа е проблем. Не знам, не сум уште размислила за темата. Приоритет во имунизацијата ќе имаат 218.577 лица, што се пријавени на вакцинација.мк, но се очекува во овој период од масовната имунизација поинтензивно да се вклучи и наставничкиот кадар, особено оние што треба да бидат работно ангажирани при полагањето на претстојните матурски испити. Здравствените власти очекуваат дека целосно ќе се смени целокупната епидемиолошка слика во земјава, при што драстично ќе се намали бројот на заразени со COVID-19. Од Институтот за јавно здравје потсетуваат дека на 17 февруари годинава започна вакцинацијата против COVID-19. Од 5 април започна масовна вакцинација во вакцинален пункт во салата Борис Трајковски, каде што покрај вакцинирани здравствени работници беа вакцинирани и лица од критичната популација, како што се медиумските работници, вработени во градинки, во армијата, во МВР.